Владата има стратегија за справување со кризата со енергенсите и цените и по истекот на двонеделното примирие помеѓу САД и Иран. Изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, додавајќи дека сепак во регионот имаме најниски цени на нафтените деривати. Имаме стратегија доколку е потребно што после 20 откако ќе истече кризната состојба, така што да видиме, јас очекувам смирување. Сега некаде се движат и брендот и ВТИ отприлика некаде околу 94-5 евра долари се извинувам по барел. Очекувам ако ова продолжи таа бројка да биде под 90, што е повторно повисоко ниво од цената пред кризата да започне. Но во овие нешто повеќе од 40 на дена регионално факт е дека имаме најниска цена на горивата за граѓаните. Факт е дека граѓани од други држави доаѓаат кај нас да се користат со бензините и дизел горивото што го има на нашите пумпи. За 20-30% во одредени денови е зголемен конзумот. Така што, за разлика од онаа Македонија која што коленичеше и молеше за помош во минатото, сега имаме една поинаква земја која што генерира стабилност во регионот. Според Државниот завод за статистика, трошоците за живот се зголемени, но Македонија понатаму е помеѓу првите 5 европски земји со ниска инфлацијска стапка. Статистиката вели дека тие се зголемени на годишно ниво за 4,9%, само ќе ве потсетам дека минатата година во март месец имавме и рамазанска и великденска кошничка. Па тука имаме ниско ниво со кое што го споредуваме, но ако го споредиме месечното ниво 0,7%, тогаш можеме да кажеме дека повторно сега има и такви кои што ќе се смејуваат со тоа што јас ќе го кажам, но повторно сме во првите 5 во Европа. Помала месечна стапка на инфлација од нас имаат Словенија, Словачка, Естонија и Белгија.